Република Македонија ја привршува 2013 година, односно ја приврши со позитивни стапки на раст на индустријата, на градежништвото, на земјоделството, на извозот и вкупно со позитивен резултат на бруто домашниот производ од над 3%. Остварување на раст на економијата од над 3% во услови кога во Европа околу 0 се движи таа стапка, во многу земји е негативна, секако е одличен економски резултат и тоа покажува дека добро се поставени главните економски политики. Тоа не е случаен резултат, тоа е резултат на работењето не само на владата, туку и на добриот партнерски однос со стопанството, со бизнисмените, на добриот и коректен однос со земјоделците, каде што се добро поставени политиките, на решавањето на бројни прашања во сите сегменти, каде што им помогнавме на стопанските субјекти преку разни проекти за кои што ќе зборувам, да постигнат вакви економски резултати. Вчера слушнавте дека Заводот за статистика го објави податокот за декември, 9,5% раст на индустријата во Република Македонија. Таков раст на индустрија во Европа нема во овие времиња, бидејќи секаде има негативни резултати индустријата. И тоа секако е резултат на овие позитивни мерки кои што ги кажав, меѓутоа и на многу други. Така, например, за македонските фирми, владата обезбеди ефтина кредитна линија со субвенционирана камата, значи субвенционирана камата која што за крајните корисници е 5,5%, но за да биде 5,5% ние од буџетот субвенционираме еден дел од каматата за да можат фирмите да ја добијат, да ги добијат парите со поевтини и подобри услови. 100 милиони евра беа обезбедени во текот на минатата година за оваа кредитна линија, а пред тоа уште 150 милиони евра, значи од кога почна кризата од 2009 со навремено обезбедување на овие средства, преку 250 милиони евра завршија во македонското стопанство, кај македонските фирми, и тие ги користат за ликвидни потреби, за обртни средства или за одредени инвестиции. Тоа е втората мерка покрај оваа првата што ја кажав, раздолжувањето кон стопанството и навремената исплата. Третата крупна мерка, од која што исто така имаше голема корист за македонските компании, беа високите капитални инвестиции. Тоа е политика која што ние свесно ја водиме и свесно ја креиравме во овие кризни времења, бидејќи јасно е дека Европа е во криза и нарачките за македонските компании се уште и покрај тоа што има подобрување последниве месеци, се уште не се на нивото што беа пред 5-6 години. И знаејќи дека така ќе биде, знаејќи дека Европа ќе биде подолго време во криза, ние почнавме од 2009, 2010, 11, 12, секоја година во буџетот да издвојуваме по десетина милиони евра повеќе за капитални инвестиции отколку претходната година. Така и направивме со буџетот за 2014 година. На идентичен начин проектиран е и буџетот за 2014 година што го донесовме, каде што преку 365 милиони евра во буџетот се предвидени за капитални инвестиции. Тоа се инвестиции во патишта, инвестиции во автопати, во регионални патишта, во локални патишта. Тоа се инвестиции во железница, тоа се инвестиции во училишта, нови и реконструкција на постојни училишта, набавка на школска опрема за училиштата. Тоа се инвестиции во нови болници. Тоа се инвестиции во нова опрема во здравството. Тоа се инвестиции во водоводи и канализации за решавање на клучни прашања за многу општини во Република Македонија. Тоа се инвестиции во нови детски градинки, во нови спортски објекти, сали, културни објекти. Тоа се нови 140 милиони евра за македонските земјоделци. Сите тие работи се содржани во буџетот за 2014 година. Плюс на овие 365 милиони евра во буџетот имаме уште околу 160 милиони евра во јавното претпријатие за патишта, директно наменети за изградба на крупни инфраструктурни проекти во делот на патната инфраструктура. Таму се ставени пари за почеток на изградбата на два нови крупни проекти, два нови автопати во Република Македонија во 2014. Тоа се автопатот од Скопје, од Миладиновци на кај Штип, со кој драстично ќе се скрати патувањето од Скопје до Штип и ќе биде вистински препород за Источна Македонија, бидејќи ќе овозможи многу полесно да се пренесува стоката и превозот на патници да се извршува многу побрзо од сите места од Источна Македонија кон главниот град. И вториот автопат ќе биде од Кичево кон Охрид,
Со оглед на значењето на Охрид како главно туристичко место во Република Македонија и потенцијалот што тој го има, секако сметавме дека е неопходно за да се развие целосно тој потенцијал да се изгради автопат и тој автопат ќе овозможи исто така да се на долг рок да се подобри туристичкиот потенцијал на Охрид, но краткорочно како и другиот автопат ќе овозможи ангажирање на македонска градежна оператива, на македонски фирми, на македонски работници. Се работи за два големи автопати со вкупна вредност од неколку стотици милиони евра и тие во наредните 3-4 години ќе представуваат силен импулс за развојот на македонската економија. Тоа не се единствените крупни проекти кои што ќе започнат во текот на 2014 година, напротив, денеска имавте можност да слушнете дека ќе започне и гасификацијата и во примарната и во секундарната мрежа, и со Скопскиот регион, но и со источниот и западниот регион, каде што е предвидена буквално гасификација на цела држава, на цела Република Македонија. Во 2014 година, многу брзо, во текот на февруари, ќе имаме и почеток на градежни активности за пругата на Коридорот 8, пругата кон Бугарија. Исто така еден проект кој што досега беше запамтен кај граѓаните само како неуспешен проект на Црвенковски, на гарнитурата што тогаш беше на власт, од кој што се останати само од неколку шипки, жици, кабли и слично, и за кој што непотребно беа потрошени средства, а не се заврши со неговата изградба или не стигна до никаде. Владата на ВМРО-ДПМН и на коалиционите партнери ќе се зафати и со овој проект, како и со многу други нерешени прашања во Република Македонија. Оваа година почнува изградбата, таа ќе трае неколку години и верувам дека успешно ќе се заврши, така да ќе отвориме уште една нова авенија, односно нов коридор, нова опција за транспорт на стока и патници кон нашиот источен сосед, со потенцијал за македонското стопанство, за уште една варијанта, да не бидеме само зависни од транспортот на стока по коридорот 10, север-југ и Грција, туку да може да се користи и Бугарија, односно пристаништето на Црно море. Кавадарци е град во кој што и индустријата, односно малото стопанство пред се, но и земјоделството во делот на лозарството посебно има силно значење за локалниот економски развој и за животниот стандард на голем број на граѓани. И во тој дел, следната година, како што кажав, поддршката за македонските земјоделци ќе биде во износ од 140 милиони евра и тоа покажува дека сме една влада која што од првиот ден кога ни ја дадовте довербата до дека ни ја давате довербата, нема да ги напушти земјоделците и нема да штеди на земјоделците. Ќе штедиме на едно, друго или трето, каде што може да се штеди и каде што треба. Но земјоделците и самата земјоделска дејност е тешка дејност, има тешка задача, тешка работа и често пати се изложени на дополнителни удари, освен она што е светска криза или било која друга криза. Има многу проблеми за тоа да се произведе нешто, да се произведе квалитетен производ, а потоа и да се продаде истиот. Затоа во тој дел, сметаме дека поддршката на владата кон земјоделците во вид на субвенции треба да продолжи и таа и во тешки кризни времења, како што вие најдобро знаете, беше секогаш онолку колку што ви ја ветивме. Ни една година не штедевме на субвенциите и ни една година не се случи да се намалат субвенциите или да излеземе да речеме заради кризата не можеме да обезбедиме субвенции за земјоделците. Така ќе продолжиме и понатаму. Но не е само поддршката преку субвенциите, поддршката и преку распределбата на земјиште на транспарентен начин, поддршката и преку подобрување на законската регулатива и системско решавање на одредени слабости што заедно со вас сме ги евидентирале во минатото, како што беше исплатата на откупеното грозје и слично. И тука разговаравме со представниците на лозарите, разговаравме на кој начин треба законот да се стегне, да се зајакнат одредени одредби кои што ќе бидат избалансирани и на страна на откупувачите, да има притисок, да има обврска понавремено, да можат да ја извршат исплатата. И ако и во тој дел, ако има се уште работи што треба да се подобрат, сме отворени за понатамошна соработка, за други решенија кои што ќе бидат во ваша корист. И тука доаѓам при крајот на моето излагање до она што сметам дека е значајно да го спомнам посебно во Кавадарци, а тоа е странските директни инвестиции и нашите политики
во делот на странските инвестиции. И тука, почитувани кавадарчани, ако се сеќавате, бевме жестоко критикувани од нашите политички конкуренти. Па зошто сме привлекувале странски инвестиции, па зошто сме оделе на роудшоу, зошто сме давале помош на странските компании и така натака. Тоа е секако неаргументирана критика и критика која доаѓа од политички конкурент кој што во мандатот, кога имаше шанса да направи нешто и да помогне да се отвори некоја фабрика, ништо не направи. Напротив, да подсетам, во 90-тите години, кога имаше шанса да дојде Ауди во Република Македонија, тогашната влада на Бранко Црвенковски ја прокоцка таа шанса, ги избрка германците, а сигурен сум, ако дојдеше Ауди, ќе дојдеа уште десетици други компании кои што се поврзани со Ауди, кои што работат за Ауди, и Република Македонија ќе беше друга држава на економски план. Слично подоцна се случи со некои други странски инвеститори, кои што заради коруптивни причини, заради неспособност на владата, заради лош бизнис амбиент, не решија тогаш да инвестираат во Македонија. Ние од првиот ден се зафативме со подобрување на бизнис климата и со амбициозно представување на Република Македонија пред странските инвеститори. И дојде време да ги црпиме позитивните резултати од таквиот ангажман. Дојде време кога зборуваме за десетици странски инвестиции во Република Македонија, дојде време кога зборуваме за десетици илјади работни места во Република Македонија креирани од страна на странски инвеститори. Дојде време кога во Република Македонија политиката на странски инвестиции никој не може да ја негира, бидејќи тие фабрики постојат. И не постојат само во Скопје, не постојат само во технолошката зона во Скопје, во Мунарџик. Напротив, нашата политика, нашата цел, нашата ориентација беше секогаш кога можеме да го убедиме инвеститорот да инвестира надвор од Скопје, во регионите во Република Македонија, каде што невработеноста е посебно изразена. И оттаму представува задоволство што успеавме како резултат на такви напори на економскиот тим на владата и на премиерот и на сите други министри да реализираме една крупна инвестиција, односно две инвестиции веќе во Кавадарци, Дрексел Мајер и Кофикап. Инвестиции кои што во Кавадарци ќе донесат околу 5000 работни места. До сега се реализирани речиси 3000 работни места во Дрексел Мајер. Тоа е резултат на владата на ВМРО ДПМН. Приметувате, инвестиравме многу во системот, инвестиравме во инфраструктурата, набавивме опрема, но џабе ни е се тоа ако немаме современо обучени по најновите медицински стандарди и со највисоко ниво на знаења доктори. Затоа одлучивме да имплементираме многу робусен, голем проект. Оваа година, односно претходната година, имавме таргет да испратиме 500 здравствени работници во врвни здравствени установи во странство, во Европа и во Соединените Американски држави. Успеавме и го реализиравме тој таргет. Оваа година имаме повторно 500 здравствени работници од Република Македонија да бидат испратени во странство, да се обучат за најновите методи, да ги унапредат своите знаења и на тој начин сериозно, позитивно да влијаат на унапредување на квалитетот на здравствениот систем. Следна работа која што сакам да ја споменаме е исто така еден проект кој што е по мене многу значаен. До него дојдовме на следниот начин. Гледате, инвестираме во опрема, инвестираме во инфраструктура, градиме клинички центар, 5 центар во Скопје, но имаше 1220 и има уште 1227 населени места во Република Македонија, кои што не се покриени со доктор. Односно во тоа населено место нема доктор, а порано имало. Бељата финално ја направија таму некаде во 2005 година нашите политички противници, кои што при приватизацијата комплетно заборавија на руралните области. Таму каде што порано имало лекар, сега нема. Затоа одлучивме да спроведеме еден проект со кој што ќе обезбедиме да се вработат околу 100 тимови на доктор и сестра, кои што ќе бидат распоредени во сите овие 1227 населени места во Република Македонија и ќе ги покриваат по точно и однапред утврден распоред. Например, во овој дел констатиравме дека во село Марена нема лекар. Има над 1000 жители. Исто така и има далечност од околу 5 км. Во село Бегниште, исто така. Во Шивец, Ресава, Демниште, Манастирец и така натаму. Тоа се поголем број на населени места кои што не беа покриени со лекар, а имало порано.
Затоа одлучивме да го имплементираме овој проект. Веќе се распишани конкурсите за вработување на доктори. Има кандидати од овој сегмент, многу брзо ќе се финализира овој оглас и ќе се вработат лекари и сестра кои што ќе имаат обврска да го покријат целиот овој регион по точно утврден распоред. Почитувани присутни, благодарение на политиката на поддршка на земјоделците, конкретно за овој крај, сакам да кажам дека минатата година имавме за 30% поголем род, поголем откуп на грозје во однос на претходната 2012 година, кога и тогаш имавме добар откуп на грозје. Имено беа преработени 183 милиони килограми грозје, од кои 160.000 откупени од индивидуални производители, земјоделци, а 23 милиони килограми од сопствени насади на винариите. Иако 2006 година извозот на квалитетно македонско вино изнесуваше околу 640.000 хектолитри, 2012 година имавме извоз на македонско вино во висина од 1 милион и 150.000 хектолитри вино. Ова година очекуваме да го повториме тој добар резултат и да имаме уште поголем извоз на македонско вино. Имено охрабрува податокот што само во првите 2 месеци, во февруар месец, ја исполнивме квотата за извоз на вино во Европската Унија. Исто така охрабрува податокот што се повеќе се извезува квалитетно флаширано македонско вино и тоа не е случајно. И тука најдовме начин како да помогнеме со дополнителни субвенции од 10 евроценти за квалитетно македонско вино флаширано во македонските винарници и извезено надвор од Република Македонија. Еден од проектите кои ќе го развиваме ова година е проектот за отварање на продавници за вино. Имено продавниците за вино ќе се отвараат во туристичките места. Тоа е проект финансиран од владата на Република Македонија, а достапност до тие продавници ќе имат сите винари во Република Македонија кои произведуваат квалитетно вино. Тоа значи дополнителна шанса за продржба на виното, но тоа значи дополнителна шанса за откуп на грозијето од индивидуалните производители. Ќе се фокусирам само на 2013 година, која што е најблиску. Изградивме кружен тек, изградивме нов музеј за градот, ја почнавме катната гаража, завршивме со реконструкција на училиштата и на тоа ќе додадеме уште 40 милиона денари, повторно еве да не биде нескромно со посредство на Министерството за финансии и Светска банка, со кои што ќе ги дореконструираме крововите на некои училишта и ќе доградиме нови училници и ќе го заокружиме оној процес на енергетска ефикасност на училиштата, а некаде дури ќе создадеме услови за едносменска настава, што би значило 50% намалување на трошоците. Инсталираме и хлораторски станици и носиме за прв пат урбанизација за некои села. Да подсетам дека она што беа финансии од Министерството за земјоделие и кој што веќе го реализиравме за прв пат после многу децении, обезбеди квалитетна и бактериолошки здрава вода за пиење во горните села. Тие досега пиеа нездрава вода. И на крајот, бидејќи навистина ова е вечер за вас, а не е за нас, би сакал само да спомнам дека во Кавадарци не е само Дрекселмајер, не е само Кофи Кап, во Кавадарци се градат 2 пивари, мини пивари на Горска и Кожувчанка, се отвори нова винарница на германски инвеститор, тука е секако превозот, гледате колку нови автобуси се купени, тука е превозот на рудата за фени, Кавадарци има најмногу превозни средства по глава на жител во Република Македонија, тука е кујната и вработувањето во кујната за Дрекселмајер, тука е реновираното Михајлово и една работа, сигурно Владко дека ќе испушта многу работи, меѓутоа во оние неколку минути кои што ми се дадени се обидувам да барем костурот ви го спомнам. И нешто што не го спомнавме, а што значи социјална сигурност за нашите земјоделци, тоа е регулирањето на проблемот со узурпираните земјоделски површини, кои што беа во најголем број во општина Кавадарци и во околината, а кои што сега се на некој начин легализирани и луѓето имаат можност да си го откупат овие земјоделски површини.
И нешто за да нема љубомора, што пред малку го слушнавте од нашиот премиер на пресконференција, гасификацијата се однесува, она прва фаза на цевководот се однесува и на Кавадарци. Значи не само Скопскиот, јужниот и западниот регионот, туку и до Кавадарци.